prethodno во Исчезната. Синоќ не можев да заспием поради тоа што се случи. Па кој би можел после тоа што се случи? Се грижам за оние што заминаа синоќа. Може би таа што влезе во собава, нив ги следи, се плашам. Нема зашто да се плашиш. Нина живее близко, а Викторија си замина со автомобил. Во право си, се чудам как можело да биде таа. Не знам. А каде е ножот? Мислам дека онаму на масата. Остави го. Туку, кој би можел да ја прати таа што дојде? Зошто некој би ни ја расипал вечерта? Па размисли за некој што би ме мразил. Филип, некој веќе една година си поигрува со нас, но не знаеме кој е. Чекај, како мислиш една година и ништо не се направили околу тоа? Се трудевме јас и мојот тим, но премногу е паметна личност така да се за тоа. Само знам дека сето ова почна со тоа што ми дадоа наредба да ја уапсам Марија, а пред 2 дена исчезнала нивната другарка Мона. А зошто си уапсила Марија? Не е важно, и така после неколку дена се затвори случајот. А ја најдовте ли Мона? Не, таа сја уште е исчезната. А добро, но... Некој звони на вратата. Чекај да проверам кој е. Кој е тоа? Ќе избега. Ќе отворам. Ана? Што правиш ти тука? Нели ти реков, зошто дојде? Уф, проклетство. Морав да се вратам, морав ова да го направам. Добро, и сега што очекуваш јас да направам? Па мислам дека ти не сакаш да знаат за твојата тајна, знаеш... Уф, бе. А каде е Мона? Тоа не е сега важно. Сега за сега ти ќе преспиш кај мене. Ти благодарам. Но, за ова никој не сме да знае. Дури ни Мона. Ветувам. Твоите другарки не смеат за ова да знаат, Ана. Никој. Добро, замрзнав, може да навлезам? Ајде, лего. Подобро си сега? Па да, подобро сум. Па добро тогаш. А сега можеш да се седиш што се случи? Нина, те молам немој да ме навраќаш на тој момент. Ај, не можам да се сетам. Извини, само сакав да те прашам. Знам. Ти како помина? Па супер беше. Да? Само супер? Нина, кажи ми што се случи. Супер и ништо повеќе? Не, прекрасно беше, но ти не беше тука и ми беше малку чудно. Умот ми беше цело време кај тебе. Знаеш, те оставив сама на таа ноќ. Не кри од мене, Нина. Гласот не ти е баш како што треба. Кажи ми. Ништо не, Марија, не се грижи. Не ти верувам, Нина. Те молам, кажи ми. Не овкај. Те молам. Кажи ми. Добро, ама не се случи ништо страшно. Ајде, кажи што се случи. Па, се забавувавме и по некое време се изгасна светлото. Влезе некој
некоја бела силуета со бела маска и бела наметка, но не можевме да видиме кој е. Што зборуваш? И? Ви направили нешто? Не, за среќа никој не беше повреден, иако таа држеше нож во раката. Се случи наеднаш. Нож? Како тој во нашиот двор? Мислам дека не беше ист. Остана кај Антонија и Филип да ги проверат отисоците. И после, што направивте? Па, Антонија му го даде пиштолот на Филип и Филип отиде по неа, но ни побегна. А во меѓувреме некој оставил кутија и внатре имаше писмо во кое што пишуваше среќна нова година. Беше подпишано како Мона. Подписано како Мона? Како стигнало тоа во куќата на Антонија? Не знам, Марија, не знам. Нека помине некое време, ќе се среди се. Ова ни се случува веќе година дена. Не знам кога ќе престане. Веројатно во скоро време. Да се надеваме. Мила, го направи ли тоа што ти го реков? Нема ни да се посомневаат во